Така е, секој ден убав ден со Радио Пела и денеска сме заедно со сите вас на истата бранова должина 96,8 FM, но како што ви кажав на почетокот, денеска имаме да разговараме за една многу интересна професија која што мене ми е многу интересна и затоа што девојката, жената или како сакате сватете која што ќе разговара со мене, си ја сака својата професија и мене ми изгледа многу интересна и знам дека ќе ни раскаже зошто ја сака таа професија. Но за тоа ќе дознаеме во наредните минути. Со мене ја имам во разговор на Skype Стефанија Димеска, таа е спортски пилот или најмладата жена спортски пилот во Македонија. Дали добро најавив, ќе ни каже самата. Добро утро, добар ден за Стефанија. Добро утро и на вас. Како сме, Стефанија? Дали сме добри и дали правилно го кажав тоа што требаше да го кажам? Одлично кажавте, супер сум, фала на прашање. Јас на почетокот пред да те исконтактирам за да ни бидеш гостинка во нашата програма, погледнав едно видео кое што е силно, станува збор за некој видео од некој проект во кое што главната улога или главната паца си ти, но со тоа видео кажуваш многу работи. Зошто е одбра оваа професија и што ти значи оваа професија за тебе? Па, оваа професија ја одбрав поради татко ми, уште од мала сакав да летам, како тато. Кога живеев во Прилеп, нонстоп одев со него на спортскиот аеродром таму. И многу ми беше забавно како трчав и по пистата и општо целата таа атмосфера и многу се заљубив уште од првиот пат кога влегов во авион со него. И поради тоа сакав од секогаш да го правам ова, но претходно завршив факултет, после тоа отпочнав со летање. Значи, професијата ја засака од твојот татко и нормално од прилепското поднебје. Досега колку пати досега си полетала во твојот живот? Па, доста пати. Почнав јас со летање од 2016 година, меѓутоа активно почнав од 2017 кога почнав да се едуцирам на мојата прва опука, тоа е приватна пилотска дозвола кога стекнав, почнав да стекнувам, тоест. Така да од 2017 година активно сум почната со летање. Имам доста налет на часови. Сам не знам колку вас би ви значила бројката ако ви кажам, така да имам доста искуство во таа област до сега барем. Некако е интересно кога вака ќе погледнеме девојка, жена па спортски пилот. Некогаш ти пречело ли тоа што си одбрала оваа професија, а ќе кажат дека не знам, повеќе мажите сакаат да летаат. Што велиш ти на тоа? Си имала ли некогаш некои препреки или да ти дојде до преку глава и да речеш аман бе луѓе и ние жените знаеме се да правиме? Па да, и со факултетот што го завршив истото ми се случуваше, меѓутоа не ги гледам тоа како препреки, него за мене не постои, не знам, да сум машко и морам да работам инженер или механичар или било каква жена мора да биде, не знам, домајкинка или да шие или било како, било која друга професија. Не ги гледам тие работи како препреки, баш напротив. Мило ми е што можам да бидам пример за останати девојки како мене, што може да се направи нешто ако доволно се сака нештото. Јас сакам да летам и го правам тоа за себе, не го правам тоа за да им докажам на останатите дека видете, јас сум девојка и јас сум во машкиот свет. Јас не го гледам тоа така, баш напротив, си го правам тоа за себе, бидејќи тоа е она што сакам јас да го работам во животот, што би ми носело лепна маса, како викаме ние. Дали тоа значи дека од секогаш си немала страв од летање и тоа и сега го велиш покрај толку искуство и покрај толку летови? Дали тоа си го сакала од секогаш? Да, сум го сакала од секогаш. Страв од летање немам, али ако се качам, например, на многу висока зграда и погледнам, тогаш малку ми е страв. Кога сум во авион, тоа А височината во авион е поголема? Па поголема е да, меѓутоа си
Замислете како да сте во кола и се возите едноставно, меѓутоа сте во воздух, не во кола, не на земја, него горе во воздух, затоа што некако си затворен, меѓутоа си слободен. Тоа е малце парадокс, но се надевам ќе разберете како е чувството. Јас вака не можам да разберам какво е чувството, но затоа ти ќе ни опишеш дали има некоја финта во ова пилотирањево. Дали треба да го засакаш авионот, дали му велиш на авионот со среќа денеска летаме заедно, немој да правиш бејли, да полетаме и да слетаме како што треба. Има ли некоја финта која што ја користат спортските пилоти? Финти има, да, различни финти кои што ги правиме. Мислам, тоа се како вежби со кои што мора да ги поминеме во случај нешто, не дај Боже, да се случи, да знаеме како да реагираме во дадена ситуација. А тоа како ние сме тие што го водат авионот, што го контролираат. Исто како кога возиме кола, ние сме тие што додаваме газ, пуштаме жмигавец, кој како нормално. Менуваме брзина прва, втора, истото се случува и во авионот. И во авионот има брзина прва и втора? Нема брзина прва и втора, меѓутоа има различни вртежи кои што се даваат на моторот за да може нели да оди побрзо или побавно. Така да јас сум таа во авионот што ги давам тие команди на некој начин. Машина како машина, моторот е срцето на машината, исто како кај луѓето што имаме срце, кај машините, јас барем така си го гледам тоа, моторот е срцето. Така да цело време го слушаш моторот како ти работи и треба да имаш повеќе часови налетано на авионот за да знаеш буквално како ти работи целата машина. Ако смени звук моторот, знаеш дека нешто друго е. Ако даде подруг звук на палење, знаеш дека нешто има. Барем јас така ги гледам работите и сакам да ги чувствувам, да ја чувствувам машината која што ја летам. На некој начин да си поврзан со авионот. Можда не знам како ви звучи, но јас барем така си гледам на работите. Нормално дека ќе гледаш така на работите, кога од мала си гледала како тоа изгледа и си го засакала. Ова сега ти е тебе професија, професионалност или само хоби? Професија, професионалност, целта ми е да стигнам до патничка авиација. Хоби не би рекла дека ми е. Хоби можеби да кажам дека ми е ова спортско летање, меѓутоа целта ми е патничка авиација. Тоа што значи малце да не приближиш? Вака ни долови како е во авион, ама сега и со патничка авиација, дали тоа значи дека одиш на подолги стази? Точно така, тоа значи дека би сакала во иднина, блиска иднина, да бидам пилот на комерцијални летови, не знам, како на Boeing или на Airbus или во некоја компанија Wizz Air, Ryanair, Turkish Airlines. Тоа ми е целта. Додека зборуваш вака преку Skype, над тебе оди едно видео кое што го видов на Facebook и таму забележувам дека си и падобранец. Да, точно така. Значи покрај тоа што леташ, сега го земаш авионот, леташ и го оставаш авионот во височини и се фрлаш. И авионот сам се враќа. Да беше така едноставно. Добро, значи и падобранството го сакаш, нели? Да, всушност така и почнав јас. Прво скокав со падобран, па после тоа почнав со летање за обука за приватна пилотска дозвола. За тоа мојот дел кога бев на обуката за падобранство, никој не знаеше дома. Сама се пријавив и сама почнав, бидејќи и кога му кажа дома, знаеше им кажав кога го имав првиот скок на аеродром да дојдат ако сакаат да ме гледаат, нормално ќе дојдат, бидејќи ми се родители. Сакале или не ќе дојдат? Многу интересно беше затоа што знаеше татко ми дека ќе ми се допадне од старт, затоа и одолго влекуваше да речам со години дека нема да одам нели на обука за падобранци, ова. Но така се свртија работите, јас се пријавив и скокнав и ми беше одлично. И сега ако сакате, мислам, тие што слушаат,
моментално почнува обука за подобранци нови на спортскиот аеродром Стенковец, така да кој сака е добро дојден. Дали за рипање со падобран треба некоја тежина над 50 килограми може да се скокне или треба да биде човек многу полесен? Ова зборувам за мене. Не, може. Сега има некои одредени различни подобрани се користат, така да зависи. Јас скокнав, што јас сум малку полесна, па мораше некои текчиња да ми додаваат, меѓутоа има и луѓе што се потешки, што скокаат, што не се прави проблем. Моментот е кога откако ќе се скокне од авионот, летањето е моментот, тука доаѓа до израз таа тежина, да речем. Колку побрзо или побавно ќе се симнеш на земја, тоа е тој момент. Колку такви скока имаш направено до сега? До сега само 5 имам. Може би скокнала повторно. Не знам се уште. Али до сега 5 ми се. Добро, не се многу знам, но боле нешто. Така си е. Ти барем имаш 5 скока. Јас ни 5 скока од 5-та скала немам. Еве, шанса за прв скок. Добро, Стефанија, доаѓаме до моментот кога треба да ни кажеш дека си прилепчанка, така? На почетокот ни кажа дека живееше во Прилеп, сега живееш каде и дали Прилеп како град ти недостасува и дали би зела авион, би дошла до Прилеп и би скокнала во Прилеп повторно? Да, точно така, од Прилеп сум јас потекло, таму живеев 14 години. Како завршив основна школа, се преселивме во Скопје. Тука сум почната во средно, факултет тука завршив. Прилеп како Прилеп, да, ми не достига, бидејќи таму ми се сите роднини што ми се... Имаме малку и секоја проблем. можност кога имам да ги посетам. Супер. За летање со авион, нонстоп кога имам шанс да летам на тој дел натака, си го надлетувам градот, така да би скокнала ако имам шанса таму. Татко ми доста исто често надлетува и слетува таму и зашто да не? Зошто да не повторно во Прилеп? Добро, сакав да те прашам за нашите гледачи и слушатели да објасниш што е потребно за една жена, една девојка да биде спортски пилот. Треба ли само желбата да биде или си има се ред и редослед како што треба, затоа што по прилепски кажано нема зафрканција со пилотирањето? Точно така, за еден човек да стане пилот, најпрво треба да се има голема желба и да сме здрави. Тоа е исто многу битно, бидејќи секоја година се прават годишни лекарски прегледи кои што се доста подробни и детални. Бидејќи ние сме контролори на нашиот воздухоплов. Останато според мене да се има желба и да се направи жртва за себе си прво и за својот приватен и социјален живот во смисла но учење. Бидејќи само да кажеш авиончето како што мислат некои луѓе, него има многу голема теорија позади сето тоа. Позади сите дугмиња, позади гаста, позади се. Позади се треба да се знае како. Сега дека зборуваме за пилотирањето и нашиот интернет ни прави малку проблеми и не сетија дека разговараме со тебе, па малку и кочење има на интернетот. Како и да е, ние ќе си продолжиме со разговорот. Малку имаме проблеми со интернетот, но мене следното прашање ми е колку и од што бара откажување пилотирањето? Од нормалниот живот, дали бара откажување од седење на кафе со другарките секојдневно, дали бара откажување од настрана од сите пријатели и своите најблиски,
Дали треба голема концентрација и дали треба секојдневно искуство и негова надоградба? Па, жртва бара, не би го рекла тоа како откажување, него за одреден период бара жртва да се посветиш на нештото кое што е пред тебе, кое што го сакаш. Тоа е тој теоретски дел што го кажувам и практичниот дел, бидејќи навистина има голема теорија. Јас сега скоро пред непол месец го завршив тој теоретски дел, кој што го студирав, можам да кажам, околу 2 години. Сум правила големи жртви на приватен и на социјален живот, меѓутоа и на мене ми треба некој пат да се јавам и да излезам, така да со добар план и со добра организација се може да се постигне. Дали тоа значи дека си направила според тебе вистински избор и оваа професија би им ја препорачала на сите оние од понежниот пол кои што сакаат да пробаат малку плюс адреналин во својот живот? Па мислам дека сум направила вистински избор. Би ги охрабрила сите девојки кои што сакаат да пробаат. Најтежок е првиот чекор, верувајте. Но ако доволно желбата и храброста, морам да кажам, да се впуштиш во летањето и општо во авиацијата, мислам дека секој би успеал понатаму. Јас знам дека ќе успееш и ти во се она што го работиш. Сакам пред да го завршиме разговорот и неколку блиц прашања да знаеме нешто повеќе за тебе. Вака знаеме дека Стефанија ни е од Прилеп, дека лета, дека сака падобрани, дека научила од тато се да прави, дека многу ги сака сите оние работи што се поврзани со летањето, но да ни каже што ја прави незасреќна, а што тажна. Среќна ме прави кога другите околу мене можам јас да ги направам среќни, а тажна ме прави кога ќе гледам бездомни животинчиња надвор. Стварно. Една од работите која што ме прави тажна, што ми текна прва. Добро. Каква музика слушаш? И убаво јас да се го слушам вака гласот од кај тебе? Музика, најмногу сакам да слушам рок музика. Меѓутоа слушам секаква музика. Не ми е толку битно каква е музиката, него битно ми е со кои луѓе сум обкружена, каква ми е атмосферата со луѓето, па поради тоа можам било каква музика да слушам, но најмногу преферирам рок музика. Одлично. Дознавме што те прави тажна, што среќна. Што сакаш најмногу да јадеш? Кога би имала на трпеза сарма или граб, што би одбрала? Зависи какви, дали прилепски или битолски сандвичи. Прилепско сето. Чекам твој одговор. Не ве слушнам. Добро, малку интернетот ни прави проблем, но како и да е, прашав, ако имате на трпеза гравче или сарма, што би одбрала Стефанија? Добро, ова е дека го припатам како точен одговор. Стефанија, уште едно прашање пред да завршиме. Ме интересира која е твојата неостварена желба во твојот живот? Желба. Неостварена желба ми е, би сакала да живеам во Шпанија. Само што сакав да прашам која е дестинацијата каде што сакаш да одиш. Значи ти сакаш мучос еспањолес. Па немаш многу далечина. Ти треба еден одличен авион и еден чартер лет. Добро.
Стефанија, јас ти благодарам што одвои време и што ни беше дел од нашата емисија. Навистина ми е мило што те пронајдов и што исконтактиравме и што знаеме дека наша Прилепчанка е најмладата дама спортски пилот во Македонија. Јас искрено ти посакувам многу успех во твојата кариера и само напред и ова да ни биде само првиот од 200 милионитите разговори на нашата програма со тебе. Аз на поканата и се надевам да ќе останеме во контакт за понатаму. Секако дека ќе останеме, кога мене ми се патува за Перу, јас имам пилот професионален и нема што да се грижам. Одиме заедно, Перу, Шпанија, тоа е исто. Ти благодарам уште еднаш и имај убав ден и се слушаме и гледаме, се надевам тука во нашето студио кога ќе заврши се ова. Си се гледаме во студио следен пат. Поздрав од мојот и твојот Прилеп. До сите вас таму. Секој добро. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. She took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something about her manner. Havana, ooh na na. She didn't walk up with that how you do it. When she came in, he said there's a lot of guys I can do it, but I can't without. I'm doing forever in a minute. That summer night, and Papa said he got Milo in him. She got me feeling like ooh. I knew it when I met her. I loved her when I left her. Got me feeling like ooh. And then I had to tell her I had to go. Oh na 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 na, Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. She took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, oh na na. I knew I was there when I read the signs. Welcome to life. I knew it was her when she hugged from behind. It gets me every. She put in work, but it's in the street. She said, boy, yeah. And this is the part that my mama told me. She got me feeling like ooh. I knew it when I met her. I loved her when I left her. It got me feeling like ooh. And then I had to tell her I had to go. Oh na 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 na. Just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no man. Вие слушате убав ден на радио Пела, фреквенција од 96,8 FM. Продолжуваме со нашата програма. I was quick to play that girl like Слушаме нешто што е хит и секогаш ќе остане хит. Started grabbing on me, get to digging on me. Камила Кабелјо, Хаван. Playing close range that I was getting moolah and they feel Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. She took me back to East Atlanta. Земјоделец. Најголемиот осигурител во областа на земјоделството СН осигурителен брокер започна со осигурување на посеви и плодови за
сите земјоделци. Нудиме најповолни услови и цени. СНО осигурителен брокер АД Битола. Контакт телефон 15 770. Зашто ние во Охрид не слушаме Радио Пела? Слушајте на интернет. Радио Пела 96,8 FM. Patila za tobom, brzo su nam prošle godine ljepota. Voleću te, dušo moja, sve do kraja života. Brzo su nam prošle i vratiti se neće. Sad bi bili skupa da je bilo samo malo sreće. Brzo su nam prošle godine ljepota. Voleću te, dušo moja, sve do kraja života. Brzo su nam prošle i vratiti se neće. Sad bi bili skupa da je bilo samo malo sreće. Brzo su nam prošle godine ljepota. Voleću te, dušo moja, sve do kraja života. Brzo su nam prošle i vratiti se neće. Sad bi bili skupa da je bilo samo malo sreće. Dobro večer, dragi, uvek si rado viđen gost. Jabuke i vino čekaju i rasprepečen tost. U bašti mesec je žut i lazde već odlaze na jug, a mi se vrtimo u krug. Dobro večer, draga, kažem ti, lijepa si ko Bog. Zašto žuriš kada patim bez milovanja tog? Sad spavaj, pokrivat ću te ja, sanjaj, dok plamen sveća sja, u snove utonimo do dna. Ljepoto, mahane usreći me malo što pre, zbog nas je ovo večer palo, zar ne? I zvezde rasule po nebu, baš sve, i zovu našeg gnezda tebi. Dobro večer, draga, kažem ti, lijepa si ko Bog. Zašto žuriš kada patim bez milovanja tvog?